Почитувани гледачи, добра вечер. Време за ново издание на емисијата Ваш термина. Тука сум, се разбира, јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Периќ. Знаете дека во секое издание на Ваш термин се обидуваме да доставиме некои информации кога станува збор за проблемите со вашето здравје, така ќе биде и денеска, меѓутоа ќе посветиме малку внимание на видот, значи на очите, на проблемите со очите. По-конкретно ќе стане збор за катаракта и живот без наочари. Со мене веќе во студиото е доктор Наум Трпеновски, кој што е очен хирург и веќе многу долго време успешно третира, значи катаракта оперативно. До сега има вградено месечини 11.000 леќи, така доктор Наум, по многу скоро време веќе направивте еден јубилеј од 100 леќи вградени. Па за сето ова, за сите проблеми со окото ќе говориме во следниве 40 на минути. Се разбира, отворена контактна емисија сме, емисија во живо. За сето што ви интересира во однос на проблемите што ги имате со очите, можете да се јавите и да искомуницирате со нас. Доктор Наум, ти благодарам што одвои време да бидеш денес дел од ваш термин. Благодарам и на вас на вниманието и се надевам че бидеме едукативни малку за гледачите околу оваа проблематика очна. Кога станува збор за видот, веќе нема возраст. Некако сите и помладите и повозрастните имаат некој проблем со видот. Меѓутоа, еве, одлучивме денес да говориме за тоа како е да си имаш живот без наочари. Технологијата многу е напредната и пред да започнеме со емисија, говоревме како сето тоа треба да го направите, ако веќе сакате да не носите наочари. Меѓутоа, вие сте денес тука по некако поконкретно, подетално да ни го објасните сето ова. Па, ајде пред вака на почеток да ни кажете кои се начините за да ги отфрлиме наочарите за вид. Така. Па во првата група секако спаѓаат луѓе до 45 години кои гледаат надалеку, после 45 се јавува таа старечка презбиопија или негледање на блиску. Природната леќа на човекот се полека стврнува и не е веќе доволно еластична за да се свива и да гледа на близу и почнуваат луѓето после 45 години со тие мали плюс 0,5 или 0,75 наочари да носат и секои 5 години тие се зголемуваат за 0,75 во просек. Така да првата група на луѓе се кои не гледаат надалеку до 45 години и таа група првично се решава со наочари, но доколку пациентот не сака да носи наочари или има медицинска индикација да не носи наочари, значи ако има голема разлика на диоптрии помеѓу двете очи, ако е разликата поголема од 4 диоптрии, тоа не е подносливо за пациентот и тогаш веќе наочарите мораме да предложиме да ги замениме со контактни леќи. Тоа е првата замена за наочарите, значи се контактните леќи. Тоа е, некој од естетска природа, некои спортисти, некои луѓе кои имаат високи диоптрии не можат да постигнат со наочарите добар вид, а со контактните леќи се постигнува малку подобар вид него наочарите, бидејќи повеќе ја емитираат функционално предната површина на окото кога си се стават, така да во прва група спаѓаат тие луѓе до 40 години кои не гледаат на далеку и тие првично е најдобро да се решат со контактни леќи. После контактните леќи како Б варијанта следува екзајмер ласерот или популарната диоптрија со ласер, симнување. Она што треба за тоа отврлање на наочарите да се каже е дека тоа треба да се прави после 20-21 година, не додека има човек 10, 15 или 20 години, нити некој тоа го прифаќа лекар, бидејќи се уште организмот е во фаза на раст и може да биде безцелно тоа и кога ќе заврши фазата на раст, може веќе да се предлага таа корекција со екзајмер ласер. Но и екзајмер ласерот во тие случаи не е семоќен. Обично до 7-8 диоптрии минус или плюс може екзајмерот во просек да ги симне, тогаш веќе се ставаат внатре така наречените вештачки или интраокуларни леќи кои го заменуваат тој ласер. После тоа веќе доаѓаат групата на пациенти кои имаат 45 години кои треба да им се видот опорави и надалеку и наблиску. Тоа веќе е, да кажам, моја работа секојдневна
и тука веќе ставаме интраокуларни лечи, народно познати како бифокални лечи или трифокални. Бифокалните лечи добиваме вид на две далечини, на далечина и на некоја далечина од 50 см, а кај трифокалните на 3 далечини. Далеку и 40 и 90 см, и тоа е веќе тотално отфрлање на очарите и за далеку и за блиску. И доаѓа уште групата на луѓе кои мора да се оперираат, тоа е катаракта кои имаат, нив им предлагаме, значи таа варијанта да они мене на моите 7-800 да кажам операции годишно, веќе околу 50-60%, 400-500 отпаѓаат луѓето кои сакаат да се оперираат и да гледаат добро и на далеку и на блиску без наочари, што е голем благодет. Таа навика сите да имаат наочари за близу веќе е востановена. Дури самите пациенти се многу вака радосни и изненадени и тие околу нив, дека сега тие можат да читаат на блиску, и тоа е сега некој, да кажам, некоја голема придобивка на современото време, која ние почнавме да ја рутински веќе работиме. Па со монофокалите работев додека бе во државното здравство, за жал таму немаше и нема услови никаде за такви посовремени лечи, али тоа во последниве 2,5-3 години, да кажам, една придобивка и за мене и за пациентите од мојата приватна пракса, имањето на сите услови за работа технолошки, да се следи секоја работа во чекор, тотално баш во чекор. Ние не сме во чекор, ние сме понапред, да кажеме, од екс-Југославија. Така да на многу луѓе им е малце тоа чудно, малу сме навикнати, мала држава Македонија, малу да сме по некој начин малу и малку изненадени дека тоа го има кај нас. Ние погоре сме, зашто да не сме погоре? Така да често сакам да кажам дека ние сме многу работени, совесен народ и занатски ориентирани. Лично мислам дека за работа не бива како народ. Ајде малку да проговориме за катарактата. Катарактата, бидејќи, како што кажавте, поголемиот дел од оние операции кои што ги правите се токму предизвикани, нели, односно иницирани од проблемот со катарактата. Што представува катарактата и колку е таа застапена кај нас? Катаракта има многу, тоа значи дека, например, во Македонија има од 10 до 14.000 операции годишно на катаракта, и тоа е најчеста операција не само во Македонија, секаде вкупно во хирургијата. Се работи за наследен фактор, има луѓе метаболни некои пореметувања, например диабетичарите, од некои удари или трауми, али во главном е од годините. И таа е најчестата наша диагноза е сенилна катаракта, што народно кажано е од годините. Меѓутоа се случува и на помлада возраст да имаат проблем. Да, имаат деца. Што е таму причината за појава? Наивна рана појава? Вродено е тоа, и сум оперирал 9 годишни деца, 5 годишни, и тогаш мора тоа да се отстрани, и тогаш мора стручно да се стават овие мултифокали, бидејќи кога на тоа дете се извади таа леча, тоа ќе почне невозможно е да гледа на блиску, бидејќи вештачката леча се уште не е смислена леча која ќе биде жива во организмот, ќе се свива и опушта. Има доста покушаи, да кажам, во современата наука да тоа се направи, можеби еден ден ќе се направи, така да и кај тие деца веќе доаѓаат во предвид овие мултифокални лечи. Дури се знае трендот дека тие монофокални лечи само за далеку ќе отпаднат. Ќе сите се оперираат со лечи за далеку и блиску во одредено време, тогаш кога ќе се створат и повеќе хирурзи и подобрат ценовно условите, конкурентно, да можат луѓето повише да си го тоа, да кажам, дозволат, кога во таа приказна можеби и фондот ќе се уклучи да помогне на граѓаните, така да тие лечи за далеку и блиску се во секој случај иднината на сите тие операции или третмани во кои човек ги
ги отфрла на очарите, така да се помалку ќе има луѓе со наочари. Да. Да кажеме зборува околу симптомите на катаракта, што треба да забележат луѓето за да знаат дека и се случува нешто околу проблемот со очите, а станува збор за катаракта. Да. Доброто во тие, да кажам, во тоа заболување е што пациентот сам го приметува, не е некое тивко заболување кое доаѓа тајно тука, како на пример очниот притисок, Така. него пациентот гледа дека нешто не оди, дека полека видот се намалува. Добро е кога тоа е на двете очи, тој тоа го приметува, некогаш е лошо кога е на едно, па пациентот гледајќи со другото, него тоа приметува и доаѓа малку покасно, бидејќи важно е за операцијата на катаракта и фазата да дојде пациентот на време, како впрочем и во секое заболување, бидејќи ние во нашата техника ги Така. иситнуваме со ултразвук и колку е катарактата помека, побрзо се иситнува и веќе пациентот од утредента задутре е во функција, а доколку катарактата дојде во стадиум да пациентот ја чува, размислува, некако ја одложува, тогаш ќе биде таа катаракта тврда, пак ќе биде операцијата успешна, но периодот на опоравок ќе биде доста поголем за пациентот и така да нема потреба да катарактата ова како апел се чува, нема што нешто магично да се случи да ја снема. А што ако навреме, еве, можеби некој забележува, меѓутоа некако го одложува, еве, да кажам, посетувањето на очен лекар за да се дијагностицира, што може да се случи? Може скроз да се видот да се намали до тој степен за да видот секако од таа катаракта ќе го намали, колку повише созрева, толку станува повише непрозирна и тој ќе дојде во фаза да се вратиме на старата метода, да не може со ултразвук да се иситни, значи не може таа леча да се иситни. Потешко за тога се вади цела и тоа е веќе старата метода која до 2010 година 11 работев и тогаш е таа метода поинвазивна, се отвора наместо 2 милиметри колку што еве кај нас отвораме, да кажам, многу малку е тоа, треба тогаш да се отвори 20 милиметри и да се извади целата леча, да се стават 4-5 конци и веднаш потоа треба пациентот многу да мирува, да лежи, да не дига тешко, може тие конци да се оштетат, да пукнат, низ таа рана поголема може да влезе инфект, а вака оваа хирургија од 2 мм што работиме е многу безбедна. Утредента зараснува раната за 24 сати, за 48 часа потполно, пациентот после тие 48 часа може да работи се буквално се и инфекцијата е скоро невозможна, нема од каде тој бактериски агенс да влезе во окото, нема пристап, затворено е се. Така да навремената операција е многу важна за успехот. Затоа е толку важно, значи да не се. А и самите мерки предоперативно кои се зема, знаете, ние ја вадиме природната леча и на нејзино место ставаме вештачка леча. Ма постојат многу софистицирани апарати кои мерат кој број да биде таа леча што ќе ја ставиме внатре. Доколку пациентот дојде на време, апаратите имаат можност да измерат на време катарактата или пердето, народно кажано, или природната негова леча е толку тврда да апаратот е немочен да ги врши мерењата и тогаш мериме со друг тип на апарати кои се понесофистицирани, порачна е во тој случај, да кажам, методата и не може веќе да му пружиме толку голем успех да ете постоперативно тој не носи наочари. Пак ќе биде добра операцијата, ама мора тој, да кажам, греф на каснење да пациентот го плати, нема друго. Доктор Наум, претпоставам дека кога веќе ќе дојде некој пациент кај вас и ќе почувствува некои симптоми, правите некои прегледи, испитувања. Како оди дијагностиката за утврдување на катаракта? Што се вие применувате? Многу се важни тие предоперативни испитувања. Постои протокол во службен весник во нашата држава од 2012, ете, можам да се пофалам, јас го напишав, во кој точно е опишано што мора еден лекар да направи и тоа мора да го направи. Тоа значи да се види што има позади таа катаракта, тоа се гледа со ехо и се гледа
дали нешто има друго кое е причина за падот на видот. Така. Потоа доаѓа така наречената ОЦТ, тоа во слоеви го снима задниот дел на окото и гледа дали макулата или точката кај што се создава видот е здрава. Тоа е за сите луѓе важно, посебно и за диабетичарите, бидејќи често наоѓаме изненадување дека и неговата макула не е здрава и дека не треба да се оперира Така. катарактата, него да се лекува макулата. Од кога тие две испитувања се направат, претходно се зел вид и се измерил очен притисок дали има пациентот, што исто многу важно, потоа се преидува до така наречена биометрија. Се мери која леќа треба да биде вградена, а рачуна самиот апарат софтверски и ние рачунаме по неколку светски, да кажам, формули и после тоа на пациентот таа леќа се гледа која е, гледаме и од практична точка дали во моментот ја поседуваме или е потребна нарачка доколку се работи за некои специфични бројки на леќа која треба да се стави тука и се порачува и пациентот чека, се проверува уште некои други помали, да кажам, работи. Важно е, например, пациентот дали има со простатата проблеми. Тие луѓе кои пијат лекови за простата, Добро. тоа е важно да тие лекови негативно делуваат на окото и тоа не значи дека тој пациент ќе прекине со тие лекови, да прекинува 1-2 недели пред тоа, ама остануваат проблемите, но ние знаеме што не чека, се спремаме поинаку за таа операција со други помагала, а и на пациентот му се кажува дека сепак тука станува збор, да кажам, за можеби дупло по-комплициран зафат, кој на крајот пак ќе заврши со успех, али тоа на пациентот мора да му се соопшти дека кога чека во редот неговата операција од 15 минути ќе трае 30-40, кај другите веднаш утре ќе гледаат убаво, он можеби по 1-2 недела ради зголемениот број внатрешни манипулации кои треба да се прават. После тоа, што сепак сме современа, да кажам, фирма, им даваме на пациентите едно упатство од 5-6 страни, кој исто иако не е диагностичка метода, е многу важно да знае пациентот колку трае операцијата, дека е во локална стензија, дека е во капки, што може да очекува после тоа, што може да прави дома после тоа, кој би бил неговиот ритам на живот, која леќа ќе биде ставена, да тој може на интернет да си прочита, да се информира што тој човек добива, што му се става во око. И исто така е важно, тоа е и законски, ние тоа го применуваме, операциите мои се снимаат. Значи, сите операции се снимаат на окото и секој пациент, тој е од исклучителна важност, тој е еден, да кажам, законски и чесен пристап према пациентот и тој добива, доколку сака, CD. И се знае тежината на зафатот, која била, што ја сум направил и и дали нешто сум погрешил. Значи, тука се отворени сите, да кажам, карти и опции. Ние што сме, да кажам, поискусни во својата работа, не се плашиме од тоа, да кажам, дека снимање. сте снимани и да, дека нешто ќе сгрешите. Прав пристап на кај пациентот. Тие често, да кажам, еден барање од нивна страна е гаранцијата. Значи, дека ќе биде успешно. Да, гаранција нема. Гаранција е тоа што се ја знам работата и што сум совесен и се е опремено по последен, да речам, терк светски, се грижиме исклучително за стерилноста и сите работи, но гаранција е и тоа снимање. И тога се гледа дека се е направено и тоа е во суштина добро за пациент, но многу и добро за нас. Така да тоа е еден пристап лекар-пациент отворен и тој очигледно дава тој наш пристап и резултати, бидејќи еве огромен број на пациенти се одлучуваат за оператива во Промедика. Реално кажано, рекордери сме во таа работа. Така да сме благодарни на луѓето за таа доверба. Ајде, тука уште еднаш ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема живот без научари, проблем со очите катаракта, значи за сите оние кои што не следат, кажав и на почетокот, отворена контактна емисија сме, може да се јават на нашите телефони, да постават некои прашања на доктор Наум, секако ќе се обиде он
доктор Наум да им даде совети во однос на нивните проблеми. Доктор Наум, го споминавте очниот притисок. Пред малку кога говоревте колку тој има влијание врз проблемот со катаракта, или тоа е сосема нешто друго? Да, очниот притисок тие спаѓаат во тие така наречени покомплицирани катаракти, тоа се луѓе со две болести. Значи има и повишен очен притисок и катаракта. Како тогаш оди процедурата? Има поинаков пристап? Да, самиот покачен очен притисок прво мора предоперативно да се снизи. Доколку и да може да се работи. Доколку пациентот не може да го снизи тој, тогаш се дава времено една инфузија која на манитол, која брзо го снижува притисокот, и ние во тие 2-3 часа после тоа мора да изработиме таа работа додека притисокот е под некоја, да кажам, јака контрола. И се сработува работата, но проблемот со притисокот останува. Втора варијанта е кај луѓе кои, значи, капките не успеваат да го симнат очниот притисок, а имаат и катаракта, веќе се знае дека тие капки не се мочни, тогаш во ист акт оперираме и катарактата и глаукомот, или во некои ситуации одлучуваме прво катарактата, па после глаукомот, или прво глаукомот, после катарактата. Доколку е можно, одиме во ист акт за пациентот сепак да нема траума, да 2 пати не доаѓа, не легнува, иако анестезијата е локална. Тоа е за него, да кажам, еден голем стрес и доаѓање и све. И реално, мене лично многу повеќе ме плаши глаукомот и покачениот очен притисок, отколку катарактата, бидејќи кај глаукомот оштетувањата се трајни. Тие делуваат на очниот нерв, го притиска покачениот очен притисок и го уништува неповратно. Затоа народно вика, чувај ги нервите, не се обновуваат. Тие не се ткиво кој се регенерира. Кај катарактата е полесно, помеханички. Се вади една заматена леќа и на тоа место се става вештачка леќа која ја заменува работата, а нерв вештачки да смениме не можеме. Така да често кога и катарактата е многу тврда, не можеме да видиме дека нервот е оштетен и тогаш ни со овие современи апарати кои ги имаме во Промедика, таму се вади тоа, да речам, перде кој е многу заостанато и тврдо и доаѓа до едно негативно, да кажам, по пациентот случување да тој после успешната операција на катаракта не гледа, бидејќи нервот не може да го спроведе видот од окото до мозокот. Убаво е кога при тие снимања може тоа да се види, да се докаже на пациентот, тоа да му се предочи дека малку ќе добие или нема да добие онолку кога очекува, и тогаш, да кажам, двете страни се задоволни, нема од страна на пациентот, знае дека има и втора болест, хронична, и глаукомот како глауком е лошо кога ја зацкрива таа катаракта, кога луѓето мислат дека од катарактата не гледаат, а во суштина дека тука е првично тој очен притисок како главен фактор, и пациентите мора во оние прегледи кога доаѓаат кај очен лекар да инсистираат да им се мери и очниот притисок, колку и да брзаат, колку и да е тоа и било каде да се тоа прави, мора да се мери нон-стоп очниот притисок. Тоа е голем аларм, значи. Така да... Зошто се јавува? Што се случува? Причините за настанок на очниот притисок се слично како и кај настанокот на крвниот притисок, лошото е што се непознати. Само има наследен фактор и тешко е да се лечи една болест која има непознат причинител, и затоа како и кај крвниот притисок таа се контролира. Не може како и кај човек што има крвен притисок да го снема. А што се симптомите на очен притисок? Што треба да мали се? Јас во една своја некој како текст едукативен напишав дека се тивок крадец на видот и човекот нема некои симптоми.
оние кои имаат покачен, повише очен притисок, више добиваат болка и тие И доаѓаат. болат очите. Да, овие другите имаат малку замаглен вид, некогаш мини болки. Болка како болка или болка како печење на Болка очите? како болка. И тогаш доаѓаат и се изненадени што е тој притисок е утврден. Така. Потребни се сепак и за тој притисок малку по-добри, да кажам, апарати. Обично принципот на мерење на тие апарати е се пушта воздух и тој воздух нежно удира во рожницата на окото и оноку колку ја свитка, толку е притисокот. Но одредени современи апарати ја мерат и дебелината на рожницата и ја вкалкулираат во резултатот. Човек со подебела рожница, кога тој воздух го мери, ќе покаже лажно покачен очен притисок, човек со тенка рожница лажно намален. И сега ние имаме такви, се разбира, апарати и тоа го софтверски вкалкулираме. Ова го кажувам затоа што полно луѓе што имале потенка рожница и мереле, мислеле немаат очен притисок, а не се направило ова софтверско вкалкулирање на дебелината на рожницата, тоа се вика пахиметрија или мерење на дебелина на рожница, и лажно се водат како луѓе кои немаат очен притисок, тоа е прво. Но сепак најважно е од се правење видно поле. Видното поле кај овие пациенти покажува дека има позади оштетување на очниот нерв и тоа е голем аларм, бидејќи самото мерење на притисок е малце во некои работи и релативна работа. Например, тоа варира и во текот на денот. Ние, например, да не биде само фалење, први имаме холтер очен, значи во Македонија, тоа е апарат кој пациентот го зема дома, го задолжува кај нас и сам мери. 3 дена, 2 дена, 5 дена. Но мери наутро, за ручек, поручек, попладне, навечер. И резултатите остануваат во самиот апарат, доаѓа кај нас, да го уклучуваме на лаптоп и покажува графикон. И тој графикон покажува кај некој човек што наутро мерел и нема притисок, дека во суштина попладне има притисок. Така да нема правила, сакате да кажете, ако понекогаш се мери од сабање, ако не покаже дека да, и тоа е правилен пристап, значи ние додека работев на пример во воената болница и од тие поголеми системи кај што условно кажано има некое здравство, некој ред, се мереше навечер, че се пациентот земе и тој лежи цел ден и го будиме на 2 часа. На 4 се мери, се тоа пишува, ова еден, да речам, по метод домашен, по, да речам, за пациентот по-лабав, да тој го тоа измери и со тоа, да кажам, доста луѓе, мислам, ќе ги од таа работа спасиме, ќе им помогнеме да во суштина видат дека тие имаат проблеми со очниот притисок. И она што е исклучително важно за очниот притисок е наследната компонента. На секој што има притисок, го едуцираме, покушаваме да го на еден начин убедиме да својата ќерка или син или брат го повика на преглед, да направиме видно поле, бидејќи е наследно и еден од наследниците мора да има. Мора да има, значи да, и затоа инсистираме, ако не друго, барем писмено соопштуваме во тој извештај дека тие мора тоа да го направат. И сега колку што разбрав додека говоревте, внимателно секогаш што слушам, глаукомот е поврзан со очниот притисок. Глауком и очен притисок е исто. Значи тогаш се оштетува нервот, кој што многу тешко може да се замени, како што рековте, бидејќи не постои замена. Затоа е многу важно за очниот притисок на вистина добро да се третира и да се... И во тие, добро е што во нашата држава има систематски прегледи и се, и во нив таа е првата, да речам, брана и бариера на контрола, да тој притисок се измери, да се даде еден аларм на пациентот, но сепак добро би било да пациентот, да кажам, вложи во себе и ако го нема тоа таму тој кај што се прегледува, да направи видно поле и тоа видно поле да покаже што има позади, затоа што најлош тип на притисок е нормотензивниот притисок, значи кај луѓе кои имаат мерите нормален притисок, има оштетување и тој смета. Ајде да слушнаме, имаме некој на линија. Добро вечер, повелете.
Дали се слушаме? Ало, се слушаме? Да, повелете. Добар вечер. Добро вечер. Поздрав до гостинот и до вас. Благодарам. Јас сум особа 87 година ми е. Така. У ова година сум оперисана на двата ока наеднаш, у цистина. Добро. Имав почеток на педиња. Сега сум добра. Мислим и пред операција исто сум гледала убаво, само не сум можела да читам ситни букви. И кога отидов кај очни лекар, барав научари, дознадов дека имам почеток на пезди. Не ми беа, една беше сосема мало повеќе, а друга сосема мало. Сад ме интересира, добра сум, гледам према и годините тоа, се земам научари и иако имам лече, научали за сите букви да читам. Дали тоа старости или така треба да биде. И ме интересира дали треба јас, например, од време на време да употребувам капките за очи. Добро. Ви благодариме што се јавивте, убаво ве изслушавме што е вашиот проблем. Еве доктор Наум ќе ви посочи што е одговор. Ако добро разбрав, пациентката и се потребни наочари за блиску. Операцијата и сама кажа дека е добро изведена и дека таа е во тој дел задоволна, но кај неа во овој случај се вградени монофокални лечи. Само за далеку. Само за далеку. Како што говоревме. И тогаш кога има монофокални лечи само за далеку, тогаш функцијата на видот за блиску како помагало ја вршат наочарите. Значи, така да најверојатно е тоа соопштено дека после самата интервенција ќе добие добар вид на далеку, но за блиску ќе носи наочари. За тоа не постојат, да речам, никакви капки, него тоа се наочарите и тоа е во секој случај пак едно солидно решение. Лечи за далеку, за блиску наочари. Тоа е, мислам, задоволително решение. Така. Ајде да слушнаме кој е на линија. Добро вечер, повелете. Добро вечер, овде Цонка. Сонја. Повелете. Да правев операција. Леле. Говорете, ве слушаме. Правев операција од катаракта и сега не ми помагаат. Имам и за далеко и за читање. На очари дадено. А на двете очи леки ми ставија. Така. И дали може да се сменат леките или? Колку време веќе сте оперирани? Па 3 години. 3 години. Добро. Ајде останете да не следите, ќе ви посочи доктор Наум што понатаму. Доктор Наум? Благодарам. При самата интервенција за далеку кога се даваат, да речем, во овој случај се ставаат лечи, не е толку едноставно да се дојде до тој вид на далеку без наочари, доколку кај пациентката имаме комплицирани диоптрии за далеку. Тоа комплицирани значи да таа има диоптриска мана и во двата меридијани, хоризонтален и вертикален. Кај окото исто земаме мерки како кај човек, ширина и висина. Доколку се дадат така наречени торични лечи или цилиндрични, тие лечи регулираат вид и во едниот и во другиот меридијан. Кај пациентката ставени се лечи за далеку, кои го регулираат видот во еден меридијан. Значи, бидејќи немаме многу време, а имаме гледач, дали може повторно да се оперира, се стават нови леки па да гледа подобро? Може, секако дека може. Може, добро. Се може. Така, значи може повторно да се сменат леките, да се оперирате за да се подобри видот, а да слушнеме кој е следен на линија. Ало? Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Повелете. Овака, би сакал докторот да го прашам околу задниот дел на окото, дали нешто. Добро. Повелете. Ме интересира во научните кругови, дали
Дали има некое достигнување соматични клетки во поглед на лекување на ретината, па и макулата? Само тоа? Да, само тоа. Добро, ви благодариме. Доктор Наум? Реално, тоа е нов дел од хирургија, да задниот дел, таа макула, во која таа е колку една точка со пенкало, да се направи на хартија. Така. Многу, да кажам, место важно, тука се создава целиот вид од таа макула и тука кога се изгуби видот или таа мала околина на макула или дел, решава. И новите сознанија се следни. Постојат одредени операции на така наречена трансплантација на таа макула и внатрешна или лечење со тие стем клетки или клетки кои тој процес која ќе се вградат ќе го опорават, ќе го исхранат убаво, ќе го освежат и ќе му ја вратат, да кажам, функцијата. Дали веќе вака нигде овој процес на работа се применува надвор од кај нас? Да, реалноста на Македонија е и предност во некои работи што е мала држава, она што не е предност што во помала држава не е до нас, до нашето, да кажем, капацитет немање, него тоа сепак е привилегија на малце поголеми држави, поголем број, крајна линија и инвестиција на државата во тој дел, така да дел од западниот свет веќе и почнал тие операции. Меѓутоа, дали имате сознание дека имаат успех? Да, почнува тоа. Јас, спаѓам во тие лекари кои многу веруваат во некои нови работи, не сум во тие што мислат дека одењето напред треба да биде премногу опрезно, така да веќе тие стем клетки пресадување, значи пак се тука истите оние големи држави, лидери, како да кажам, Германија, Франција, дел од Русија, тој дел може да се прави. Ние засега, кај нас тој дел, кај луѓе кои имаат трајни оштетувања, го решаваме со телескопски, така наречени наочари, кои на неговите постоечки ставаме миниатурни телескопи со кои тие пациенти сепак минимално може да се служат и дури ставаме и телескопски внатрешно лечи, ги сменуваме природната леча или вештачката со миниатурен внатрешно вграден телескоп и со тоа правиме да тој има некаков мини двоглед внатре во окото, но не може тој да оправи макулата, само и дава едно огромно зголемување, игра улога на една огромна лупа и пациентот може минимално можеби да се служи. Значи да му одговориме на прашањето, постоја такво нешто, може да се распрашате, кажавте во Германија и? Да, во развиениот дел, во тој дел, да. Значи може да се распрашате, постои таква можност да се реши проблемот со оштетувањето на задниот дел на окото, што за жал е многу тешко да се реши во пракса. Доктор Наум, тука сме никаде при крајот, само би сакала да прашам кога веќе ќе се вградат тие леки, кога станува збор, да напоменеме и за блиско и за далеко, нели? Кога ќе се решат луѓето да ги стават тие леки без разлика за што станува збор. Кажавме тие се трајни леки. Трајни се, да. Што понатаму? Значи како е процесот? Треба да доаѓаат на контрола, треба нешто посебно да применуваат некои капки, нешто значи, така? Периодот на првата контрола е првиот ден после операција. Може би да има некоја мала контрола помеѓу. Така. И главната контрола е 30 дена после операција. Во главно две контроли, утре дента и 30-тиот ден. После 30-тиот ден прекинува со капки, пациентот тотално се враќа на цел режим на живот, мада тој се враќа по 3-4 дена на тој режим на живот. Значи нема никаков проблем, видот му е нормален, нема проблеми со окото. Барем досега, секогаш долги години е процесот на вградување во лечи, тоа е една огромна светска индустрија, ние имаме привилегија од тие најдобри фирми светски да ги вградуваме тие лечи кај нас во Промедика и тие лечи се трајни и тоа е трајно решение, значи кај тие луѓе нема промена на диоптрија. При некои ситуацијите пациентот да нагло ослави 40-50 кг или се здебе, но тоа се мали некои варијации на 0,5 диоптрија, 0,25 кои реално ретко се случуваат и
ставањето на тие лечи реално е една, да кажам, условно весела приказна. Да, Так. и за народот, и за нас имаме стартно утре дента веќе видлив еден резултат по неколку дена, тој е многу видлив и тоа е, да кажам, за пациентот нема некои чекања, долготрајни лечења, него одма се гледа. Ајде, имаме уште еден гледач, ќе го Ајде. вклучиме и тука некаде ќе ја заокружиме денешната емисија. Ајде, ако го имаме гледачот на линија, од режија може да го пуштите. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Имам прашање за докторот сега, само што се уклучи во емисијата. Ајде, веќе сме при крај, повелете. Сакав да го прашам докторот, ме интересира. Имам проблеми со десното око, значи кога читам блиско, слабо, воопшто не гледам добро, не читам убаво. Бев на обичен доктор, ми дада научари, значи единица. Добро. А сега имам и проблеми, имам болки во десното око. Дали има решение, пошто таму докторот ми рече мора да носиш наочари и единица. Дали диагностицира само проблем со видот на десното око? Да. Да? Да. А на двете очи добивте единица или И така ми рекол мора да носите наочари само за. Дали за двете очи единица или само за десното? За двете ми рекол мора да носиш единица. А имате болки сега во очите? Во десното имам, На десното. око имам. Добро. Добро. Обично, кога има ваква работа, најверојатно пациентот и самиот има, иако мисли дека толку многу добро гледа наблизу, од добро до идеално има разлика. Значи треба да се направи пак компјутер, Добро. да се можеби регулира неговата диоптрија малце задалеку. Најверојатно едното од очите и другото имаат различна диоптрија. Затоа го ја чувствува болката? Да, тоа се даде, бидејќи едното око кое боли најверојатно работи повише од другото и се буни. Така да тоа е едно решение да се неговата диоптрија Уште еднаш да се провери еднаш така. малку провери, да се убаво види очниот притисок, да не доаѓа тука до болка. Така. А решение да, препоставувам пациентот има повише од 45-50 години, кога више почнал со наочарите за блиску, тие се тие години. Решение има со вградување на овие едов или лечи за далеку и блиску, да пациентот воопшто не носи наочари и да тоа идеално се регулира, но никако одма тоа, него прво да ги исклучиме овие работи. Очниот притисок, да му објасниме на пациентот дека можеби со подобра диоптрија ќе ги тргне овие болки, а потоа доколку самиот пациент, да кажам, инсистира да тоа од практични негови причини не ги носи, може да се направи таа интервенција и да тој не носи никакви наочари. Така, значи во секој случај треба повторно да појдете на очен лекар, да се убаво диагностицира да нема промена околу нели видот, можеби е различен на двете очи, затоа ви се создава таа болка. Еве совет да посетите повторно очен лекар. Доктор Наум, тука сме некаде при крајот, да го заокружиме разговорот. Практично многу е важно за се да се реагира навреме и за очниот притисок и за катарактата, за сите оние работи кои што треба да се средат, да можат да се средат со голем успех. Така. Кога станува збор и за очниот притисок, не дај Боже да не се оштети нели нервот трајно, па да не може потоа да никако да се среди, а исто така и за катарактата. Благодарам што денес одвоивте време да бидете дел од ваш термин, секако дека соработката со Промедика останува, пак во некое друго издание, па да проговориме за некои други проблеми со очите, бидејќи ги има многу. Секако ви благодарам и ја на вас, се надевам бевме за пациентите благопријатни, да речам, и едукативни, им помогнавме во мал дел од своите проблеми, да ги малце сватат и тие овие проблеми и дека на тој начин полесно и ќе ги решаваат. Така. А за сите оние кои што не следат, значи, еве, уште еднаш да потенцирам, доктор Наум Трпеновски е очен хирург, ни доаѓа од Промедика и сите кои што, еве, не следат, сакаат да се консултираат и да го посетат доктор Наум, веќе од утре ќе може да се јават во нашата телевизија, да добијат контакт и се разбира да стапат со него во контакт, да се договорат и да се сретнат.
Јас тука некаде на крајот само ќе се заблагодарам до оние помагатели кои што се грижат за мене. Значи тоа е фризерскиот салон Hair Day Naif, Fit One центарот и бутик Forever 19. Тука ќе ви се заблагодарам и на вас за вниманието и посакувам убав, пријатен остаток од денот. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.